она што следува е најава за еден пролетен концерт кој што ќе се одржи во Музеот на македонската борба. Станува збор за мандолинскиот оркестар од Скопје. Марија на лице место со господинот Ерхан Шукри. Во ова вклучување ќе најавиме еден хуманитарен концерт со оглед на тоа дека е посветен на кучани. Станува збор за мандолинскиот оркестар Скопје кој ќе го одржи пролетниот концерт и е посветен на кучани. Имено концертот ќе се одржи на 16 април токму овде каде што се наоѓаме во Музеот на македонската борба во Скопје. Овој концерт ќе се одржи под диригентската палка на Рамадан и Ерхан Шукри, а денеска наш гостин се разбира дека е диригентот Ерхан Шукри кој ќе ни кажа повеќе детали околу самиот концерт. Да му посакаме добро утро. Добро утро, благодарам на поканата и многу ми е драго што со вас ќе имам можност да го споделиме информацијата за концертот. Се разбира дека и нас ни е драго што ќе имаме можност да слушнеме нешто повеќе, па на самиот почеток ќе ве прашам што да очекува самата публика од концертот кој што ќе се одржи на 16. Да, значи мандолинскиот оркестар, пред се морам да кажам дека ми е драго што е ова новиот млад состав веќе добива свој замав и веќе оркестрот почнува да созрева. Така да со пролетниот концерт некако размислувавме чисто заради искуство на младите оркестранти, а пред се и заради публиката да понудиме малку еден друг концепт, каде што на самиот концерт ќе бидат изведувани оперски арии. И затоа и на самиот концерт се поканети наши драги оперски пејачи, кои се Александра Коцевска, мецо-сопран, Михајло Арсенски, тенор, кој живее и работи во Германија, и нашиот професор на Факултетот за музичка уметност, Горан Начевски, баритон. Значи програмата ќе изобилува пред се, тука ќе морам да ги напоменам македонските композитори, каде ќе изведуваме македонски дела напишани за мандолински оркестар, Гоце Коларовски и Љубене Бранџолица. А покрај тоа ќе бидат во програмата композиции од Жорж Бизе, тука е Волфганг Амадеус Моцарт, исто така Франческо Тости, Шуберт ќе биде застапен и се разбира да оставиме нешто и за публиката која ќе дојде за да се запознае кои други композиции ќе бидат изведувани од други композитори. Секако треба да има и дел изненадување за да биде уште поинтересно. Во самата најава напоменав дека овој концерт ќе биде посветен на кучани. Како ќе се одвива самиот хуманитарен дел? Да, значи нас овој концерт не беше и претходно планиран. Сега за жал нели сите не погоди оваа трагедија. И одлучивме некако заедно и самите оркестранти и цел мандолински оркестар да овој концерт го посветиме за кучани, со тоа што билети нема да се продаваат, но се договоривме на самиот влез на концертот во Музеот на македонска борба, ќе има донаторска кутија во која сите што ќе дојдат минимум 200 денари, верувам дека ќе имаат можност да одвојат, за да можеме тие средства што ќе ги собереме да ги дадеме за кучани. Нормално дека тие финанси можеби нема да покријат многу работи што реално им се потребни луѓето, но повеќе ова е една морална и психолошка поддршка за нашите сограѓани од кучани. Така да верувам дека еве сите ќе можат да одвојат барем минимум 200 денари за да може да собереме донации и да ги дадеме за кучани. Да се надеваме дека ќе се соберат донации, дека ќе се помогне колку што може на сите засегнати од самата трагедија. Напоменавме што да очекува публиката, напоменавме за хуманитарниот дел и на крај ќе ве прашам вие како диригент што очекувате од самиот концерт. Да, значи заедно нормално со мојот татко дека ќе го водиме концертот. Очекувам нормално посетеност. Мандолинскиот оркестар веќе си има своја публика и нели секој пат драго ти е она кога ќе те сретнат кога е следен концерт, значи се заинтересирани да доаѓа нашите концерти. Верувам дека на добра посетеност, на голема посетеност, музеот тоа го нуди како можност бидејќи ќе биде во самиот хол кон самиот концерт, така да има простор на повеќе публика да се собере и верувам дека публиката ќе ужива во понеделната програма и дека сите ќе уживаме во концертот. Се надеваме дека е така. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вам. Се надевам дека со внимание слушавте. Уште еднаш ќе напоменам дека концертот кој што ќе го одржи мандолинскиот оркестар Скопје ќе се одржи токму овде во Музеот на македонската борба. Имено овој концерт ќе биде посветен на кучани, така да сите оние кои што сакаат да присуствуваат и да дојдат да бидат дел од овој концерт, ќе биде поставена донаторска кутија каде што секој колку што е во можност ќе може да остави донации и да помогне на сите засегнати од трагедијата која што се случи во Кучани.